Мојот колега Дарко Штарговски ова утро разговараше со еден свој сограѓанин кој што се занимава со низа на уметнички активности. Добро утро до сите гледачи. Екипата на Мега телевизија Прилепа ова утро се наоѓа во еден малку необичен и чуден, но многу интересен простор, а тоа е подрумот на уметникот Ристо Тошевски од Прилеп, кој што го претворил овој простор во негово своевидно ателје. Добро утро, господине Тошевски. Добро утро. Поздрав до гледачите на Мега. Се наоѓаме во еден навистина доста интересен простор, каде што ги изразувате своите мисли, своите идеи. Колку време го работите сето ова што се наоѓа околу нас? Овде што го гледате е работа скоро преку 20 години, 25 години работено. Собирани се најразлични елементи, сакав да ја представам малце приказката за Македонија. И малце минато, иднина, размислувања и собирав најразлични камења, најразлични елементи стари што сега не се присутни веќе, се изфрлени се надо и ги вклопував во овој амбиент. И мислам дека до некаде стигнав. Ако ми дозволи времето, може би ќе завршам овој проект. Имам тука представено вратата е ова е вратата на Европа. Гледате, имаме кваки, брави, звонци. Ние упорно звониме, чукаме, бараме, молиме, ама изгледа дека е камена, сигурно нема да се отвори. Зошто мислите така? Прво ќе се растори Европа, па после нас ќе не прима и така ние стално касниме. Како ја што каснам, така и ние касниме Македонија. Овие роговите што се тука што представуваат? Тоа е дека главучи се обидува да отвора вратата, ама тешко изгледа и со рога и не се отвора. Веднаш над нас се наоѓа една резба на Гоце Делчев, представен вид на јаболко и тоа е Македонија. Македонија, делбата на Македонија, раздорот по Крсте Петков Мисирков, ми е работен ако бев во студии пред 25 години, може поиќе, во студентски дом ми е работена, во медицинар. И тука го работев, тугаш почнува работите да се расправа со политики, учевме заедно Срби, Хрвати и секој почнуваше да вличи некаква националност и ме инспирира да го направам ова дело, поминато со минатото, со иднината, делбата на Македонија како е поделена, историјата. Можеме да го видиме и тешкото и некој човек со крилја. Тука е представено тешкото со мозаик. Тешкото е символ на печелбарството во Македонија, луѓето стално оделе, заминувале. Сега тука на играчот имам поставено крилја, бидејќи овде со ситуација секој сака да замини, да летни. И са приказката е сменета под мишките на играчот, имам една машка и женска фигура од постраните. Сега и машкото и женското се посебна приказка, секој заминува сам да се спаси. Порано печелбарството било мажот ќе замени па ќе прави пари, па тука ќе има фамилија, а сега комплетно како нација ние се пустиме, бидејќи чупината си е свој филм, машките свој филм и нема кој да ги чека овде за тие да донеса пари па да опстани фамилијата. После имам црквата, црквичено Злата Мегленска, што е вербата на народот поставено. Ова е единствен мозаик, тавански мозаик, мислам. Немам на друго место видено. По тоа можеме да се пофалиме, најголем вака на таван, залепен. Одоколу ми е поставена цела азбука, азбуката наша, дека сме земја со традиција, со фолклор, со приказки, со сите работи сме, али една придобивка на секоја нација да има своја азбука, да има свое писмо и тоа го имаме. Раковте и мозаици, една ретка техника, ретко кој уметник ја работи кај нас. Сега баш видовме едно дело кое што го создавате во овој момент, а тоа е стара баба со штрк. Што представува тој мозаик? Мозаико се вика баба без внучина или сонот на една баба. Јас како професор работев по селава и бев сведок на пустењето на селата, како луѓето заминуваа. И со деца, ако ќе влегувавме по стари кујчи искршени, влегував слика, имаше на зет невеста, сито за сеење, брашно, чевли стари, касели, внатре некакви од молците изеени народни носи. И стари луѓе останато ни селото
кои сонуваја, кои ќе видеа млад човек се радуваја и тоа ме инспирира да го направам ова дело сонот на една баба кај што штрко му носи бебе. Нажалост, приказката почна да се повторува и тука, и во градовите, и да сонот и на градските и на селските баби ќе остане ист. Малку кога ја гледаме целата оваа приказна Европа која што не пушта Македонија, која се парчи, луѓе кои што заминуваат во туѓина, испустени куќи по селата кои што немаат пород, малку целата оваа приказна е тажна. Или таква ни е судбината наша? Многу е тажна приказката, би сакал да биде поинаква. Јас на оваа тема зборував многу години, преку 20 години, а овде ова тажна приказка се должи да ви кажам на големата алчност. Ваква алчност не е демонстрирана никаде, да се уништи собствениот народ. За да бидеш богат, еве сега ние овде низ градов и гледаме 5 кујче, 10 кујче има, не знам што има, шо, за кого? Нема со кого да излезеш, нема со кого свадба да направи, нема со кого погреб да направи. Која е поентата на алчноста? Оти овде не може само 20, 30, 5 мина да бидат среќни. И заради тоа ние не е толку дека е тешко, туку дека толку експлоатација му најдоа на народов, за 8.000 за 6 го малтретира и народот не останува, народот ќе се замине. Многу тажна приказка, многу прекрасен народ, со традиција, со фолклор, со уметност. Може да речеме и по сите наводи сме и лулка на многу работи што се случиле околу Балканот, али па ќе речем алчноста ќе не уништи. Која е вашата најголема инспирација во овие дела и од каде се ги наоѓате материјалите за нивно создавање? Материјалите ги најдам секаде. Кај ќе најдам влечка, малце сум смешен од камења, дрва, железа, па после ги комбинирам, ги правам и така. Едноставно така функционирам и кога ќе излезам в планина или во отпад, ако влезам, сум страден, кога ќе видам и одма предметот го претворам во нешто што во некакво, ајде да речеме, уметничко дело. Инспирација ми е секојдневниот живот, да ви кажам. Животот, државата, луѓето, се ме инспирира едноставно. И нон-стоп работам на 5-6 работи, 10 да не ги речам, и кога ќе дај Господ ќе ги завршам. Работам најразлични техники, од дрво, бакар, боја, зидам, резбам и сите тие ги клам, едноставно техниките ги знам, да ви кажам. Дали сами ги научивте или се учевте кај некого? Не, ни учев кај некого, едноставно кога ќе почнам да го работам и знам да го работам. И да може втор живот, трет живот, значи не треба сите техники да речеме од бакар, од резба, од керамика, од се, едноставно кој материјал да почнам и го работам. Не знам како, зашто. Еве тука имам и едно дело од бакар, тоа е најголемата ломплека од Лепи сол. Ломплека сигурно во свето направена. Ме инспирира многу Лепи сол, ме инспирират најпојќе ви кажам уметници наши македонски, од фолклор, од забавна мелодија до уметници, стварно имаме прекрасни луѓе. Лепи сол како првите, јас како дете кога бев да речеме, беше не атракција беше во Југославија и ние како ајде да речам малце по наоници како запоставени, тие така многу убаво не представуваја, така убаво мислење имаја за нас како македонци покрај Лепи сол, покрај Тоше сега и бев инспириран да направиме овакво дело и тоа е комбинација со бакар и една прохромна плоча издаја од овие фабрики за прехрана што се, таа не раџосува. И омото што беше на ручни рад од Лепи сол од ломплејката, го искористив и го направи во бакар и мислам многу интересно дело, како доказ дека на овој простор и претходниот фолклор и сега што се создават уметници сме актуелни и нешто создале нашите македонци, нашите луѓе да речем. Дали ги продавате овие дела кои што ги творите или си ги чувате само за себе? Јас цел живот го поминав во експериментирање, да ви кажам. Сум дал нешто, сум продал, али например, јас пошто експериментирам, а луѓето ужива на веќе видено, значи ниво резбата сум ист како и другите. Значи во уметноста рачунам дека ако се обидувам некого да го имитирам, еве да речеме македонските резбари и сите работи, ако јас го потрошам веко да ги имитирам, а не сум јас, и заради тој момент на луѓето горе долу иза не му се бендисува мојата работа,
сега за сега, може чипче доживе да му се и не му се бендисува и не сум атрактивен. Тие сака да има ливчето да се види како е, шо е направено, не знам Сато, не знам Свети Петре, Свети Никола, а јас експериментирам. Изложби дали имате направено до сега? Имам до сега 3 самостојно направено, сум во Сојузот на копаничари на Македонија, сум ваму во Прилеп на уметници, секај членувам, имам прекрасна дружба со луѓето, се фини, се цивилизирани. Во групни веќе да не речам 30-50 изложби сум учествувал. Дали има некое дело кое што моментално го работите, не е завршено, а е вашиот, ајде да кажеме, животен сон кој што сакате да го завршите? Имам 3 големи работи. Не би како фалба, како уметник, овде како се обидам да го завршам. Црквата Злата Мегленска, огромни работи се тие, мислам многу големи, ако дај Господ да ги завршам. И за таква големи работи на ваков начин на работа, бидејќи мојава работа се што и да направиме и приказка на самиот чин на праење, не ајде ќе дојде со лентава некој па ќе се сликаме, па ќе ми дај пари вам таму, сето ова збирање материјали, камче по камче, дрво по дрво и да се состави некој. Значи и самата изработка е приказка. Да речеме во црква што е надвор Злата Мегленска и други имаме камења од Колорадо, од Италија, од Бугарија, од Грција, од Турција, од кај не. Значи имам луѓе што се заминати и сака да биде дел од тоа и ќе се врати, ќе дојде речи еве од мене еден камен и мислам многу специфично правено и се што е направено е така собрано. Дали еден ден тој простор што е пред вашиот дом, тука внатре би се создало како еден вид на изложбен простор, музеј кој што би се отворил за секој кој што сака да го види ова дело? Трудо е вложен, да ви кажам. Ова што е тука и тоа што е надвор би се направило некоја, да речеме, синтеза би се направила за да може да биде, али то треба јас ептен сам да излезеш, треба да имаш некаква поддршка, да речеме, материјална од кај да речеме овие бизнисмените не се ни стигнати до таа фаза, да речеме да се јави некој Медичи, некој Романови, некој таму Штросмаер да се јави и да рече јас учествувам во тоа и тоа дело, сакам да бидам дел од него, бидејќи тој, еве да кажеме, ако имате време приказката со Челини, кој го правил во Фиренца делото што е со Давид и рекол да на некој војвода му понудил, рекол да го платиш, ова толку и толку кошта, рекол многу пари се, по 100 години, рекол, ако многу ќе кошта. Рекол, војвода, што имам јас по 100 години? По 100 години му рекол, кој ќе ме спомна мене, ќе те спомна и тебе, инаку и ти секако ќе умреш, ама нема никој да те спомне. И така тој го платил и сега на филмот го спомнува и војводата и други. Кај нас бизнисмените не се стигнати до таа фаза. Зошто нема такви мецени, ајде да кажеме, кај нас се уште? Нема, себични се. Сега фаза да ти некој да го извадиш да јади и да пие по некои проститутки доди и да пие и после тој не е втасан веќе до таа фаза дека треба да плати, да речеме, некој да се школува, некој да се лекува, некој да направи некое дело, ма да има, ама е многу страмежливо, многу е малце. А инаку сите дела што се остаени со такви. Некој што имал способност да направи пари, му платил некој што има способност да направи дело, да направи лек, да школува, да направи, кај нас малце се каснат во тие работи. Што е причината, не знам. Да се надеваме за подобро утре и дека целата оваа приказна можеби ќе добие еден поинаков тек и нема да биде тажна. Благодарам, јас се надевам дека ќе се заживе и ќе биде само како приказка и овде ќе има луѓе, ќе има деца, ќе има народ, ќе има и верба, ќе има најголемата работа. Ако тоа го изгубиме, многу тажен народ сме, да ви кажам. Многу тажен народ, многу себичен, многу алчен, претерано алчен. Ви благодарам на разговорот. Фала, ми беше. Се надевам дека гледачите ги заинтересиравме со целото представување на овој интересен простор и со идеите и делата на уметникот Ристо Тошевски од Прилеп.